Известно е дека македонците од било каде во светот најголема политичка и етничка тортура доживуваат во Бугарија. Освен што не им се признава јазикот, се уште, иако Бугарија е земја членка на Европската унија, не им се признава ниту постоењето, а не им се признава ни политичкото организирање, бидејќи повторно бугарската држава го одби регистрирањето на Омо Илинден, и тоа во престрет на локалните избори. Софискиот суд повторно со негативна одлука за регистрација на партијата Омо Илинден Пирин. Од партијата велат дека се работи за скандалозна одлука на бугарскиот суд, која не е втемелена врз правни аргументи, туку врз сомнежи и измислици. Во образложението на одлуката Софискиот суд наведува дека не бил уверен оти партијата на основачкото собрание навистина собрала 600 души, како што е предвидено со законот. Најскандалозно во одлуката е дека македонскиот етнос во Бугарија не постои, велат од партијата. Има и скандалозно одлука во тоа решение дека во Бугарија не постои оформен македонски етнос. Тоа е причина. Друга причина е дека наводно нашите цели не биле политички, туку биле како на невладина организација, тоа што исто така е нонсенс. И воопшто сите наводи кои што ги има во таа пресуда се од тој карактер. Во партијата вела дека за целово сценарио стои намерата да се спречи нивното учествување на локалните избори во Бугарија закажани за октомври. Некој се плаши од нас, велат од Омо Илинден Пирин, но тоа нема да не спречи да учествуваме на изборите, макар и преку независни кандидати. Од партијата се надеваат дека бугарскиот суд по жалбената постапка сепак ќе донесе позитивна одлука, но тогаш веќе ќе биде доцна за учество на изборите. Иако Бугарија е под постојан мониторинг на Страсбур за случајот Омо Илинден Пирин, уште еднаш се покажа дека бугарските власти не ги почитуваат европските стандарди, велат од Македонската партија. Нема да има македонски градоначалници во Бугарија. Софија го изигра Омо Илинден. Не ја регистрира партијата за да ги елиминира од најавените локални избори. Судот во Страсбур наложи признавање на партијата. Бугарската влада се правдала во Европа дека игнорирањето на Омо Илинден не е нивна, туку вина на судовите. Горан Момировски. Бугарските власти го прекршија договорот постигнат во јуни меѓу Судот човекови права во Страсбур и представници на владата во Софија да се регистрира Омо Илинден Пирин. Со образложение дека партијата немала 600 членови на основачкото собрание, Софискиот градски суд повторно го одби барањето на Омо да се регистрира партијата која што формално беше укината во 2000 година поради антидржавни активности. Иако по сесијата на Комитетот на министри одржана на 5 и 6 јуни, секретаријатот на Суд за човекови права практично и наложи на Софија да ја регистрира партијата, судот во Софија го отфрли барањето за регистрација и ја исфрли од трката за градоначалници на октомвриските локални избори. Пресудата може да се окарактеризира како најголемиот абсурд правен, кој што воопшто не се има случајно до сега за сите 17 години. Внатре судот не искористил никакви правни аргументи, ниту еден доказ практично нема. Тоа се што внатре наведено се шпекулации, директни лаги и работи кои што на судот не му се работа. Внатре може да речеме еден од аргументите е дека во Бугарија немало македонски етнос, и тоа е аргумент за да биде одбиена регистрацијата. Според извори во Страсбур, официјални бугарски представници веќе изразиле желење до Суд за човекови права за одлуката на бугарските судови, изразувајќи надеж дека Врховниот суд на Бугарија ќе одговори позитивно по жалбата на Омо Илинден Пирин. Според дипломатски извори, Бугарија ќе мора да ја регистрира партијата, но намерата била во оваа фаза со одлуката на Софискиот суд да се купи време и да се оневозможи Омо Илинден Пирин да учествува на локалните избори закажани за 28 октомври. Рокот за пријавување на партиите на изборите истекува на 12 септември, до кога сигурно Врховниот суд на Бугарија нема да расправа за Омо Илинден Пирин.